Почитувани мој добар ден. Младите се соочуваат со низа проблеми кои директно се одразуваат на нивниот живот. Во вокабуларот на политичарите се врвен приоритет, но во пракса, кога ќе дојдат на власт, не прават доволно за иднината на младите. Како резултат на тоа, едни емигрираат во западните земји за подобар живот, а други подобриот живот го бараат преку политичките партии. Оно што денес ве прашуваме, што е тоа што ги мотивира младите кон политичките партии? Дали тоа празен стомак, полн джеп или идеали за подобра Македонија? Имам и уште едно прашање кое што секако можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Нашиот профил е Црвена линија, а таму на Инстаграм стори со еден клик се отвара следново прашање. Има ли Македонија иднина со ваква младина? Имате две опции за одговор, се надевам ќе може да видите со оглед на тоа што на Инстаграм стори имате можност да кликнете на вашиот одговор. Двете опции се да, не. Кликате на вашата опција, а меѓу другото тоа секако ќе биде пресметано сума сумарум како одговориле Инстаграмџи, па пресметано во проценти ќе ги кажеме резултатите. Ете, така изгледаме на Инстаграм стори. И нема да заборавиме секако да подсетиме дека можете да одговорите, се разбира и на Фейсбук, односно социјалните медиуми. Не заборавајте ниту на X, односно Твитер, поранешен, каде што можете преку коментари и споделување да ги дадете вашите одговори. На таков начин, не само во рамки на Црвена линија, туку и по завршувањето активно да земете учество во нашата анкета. И како да е, најдраго ќе ни биде како и секогаш да ве имаме во огромен број. Се подразбира, до нас едноставно се доаѓа со вртење на телефонскиот број 02-307-0005. Еве една отворена покана до сите млади кои што не следат, па можеби, иако не им навика, ниту или можеби имаат предрасуда да учествуваат во контактна емисија, ќе ни биде најдраго токму вас да ве имаме. Се подразбира да ги кажете вашите ставови и мислења. Значи, еве денес што ве прашуваме во Црвена линија. Што е тоа што ги мотивира младите кон политичките партии? Дали е тоа празен стомак, полн джеп или идеали за подобра Македонија? Една напомена од технички аспект, да не заборавиме секако да го намалиме и целосно тонот на телевизорот по вклучувањето од страна на режија и меѓу другото се разбира да се зборува само преку интерфон или пак да не се зборува преку интерфон и секако не преку спикерфон. Ако сте подготвени вие, подготвена сум и јас, па еве да се обидеме и да почнеме со првото. Добар ден. Добар ден. Да, ја да одговора ако можете на ова прашање, дали има иднина Македонија со ваква младина. Апсолутно немат. Ни со младина ваква, а уште помалку било каква. Нашата младина со години е најнеписмена во Европа, на тие PISA истражувања, најлоши резултати постигнуваат, се села тие што вреда, тоа што станува е чисто само колку по политички партии, колку едно парче леб во администрација да зема, така да Македонија нема никаква иднина, не па со ваква младина. А еве младите кон политичките партии што ги мотивира најмногу, што мислите? Па да најдат работа некоја за некој кикирики плата, така, тоа не од некои идеали, од ништо. Колку плата да земат у водовод или у, не знам, некоја такмо тие предпријатија што се партиски агенции за вработување. Според вас, што е оно што може да ги привлече младите да почнат да ја градат својата иднина, а со тоа иднината во Македонија? Апсолутно ништо. Само ќе има процес на иселување и прашање на време кога ќе се исели последниот млад човек од Македонија. Бидејќи колата е толку тргната низбрдо да враќање нема. Добро. Ако имате уште нешто да додадете, сега ако имате уште некои 14 секунди? Па,
Не, добро, Тоа би било се значи, добро, во ред да. ги дадовте одговорите сега кои бевте првиот гледач со кој што го отвараме ова, се разбира, издание на Црвена линија. Повторно ќе ве навратам на Инстаграм, не заборавајте, ако не следите таму веднаш да не заследите. Нашиот профил е секако Црвена линија, а на Инстаграм стори и кликнете за да можете да дадете активно учество во денешната анкета. Како што и почнавме со првиот гледач кој што почна всушност со одговорот на анкетното прашање, има ли иднина Македонија со ваква младина, имате две опции за одговор таму да, не, а секако многу повеќе во рамки на ова издание на Црвена линија со директно вклучување. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Добро, ова што се случува со младите не е без причина. Сето ова се случува заради тоа што имаме многу лошо искуство. Така ве слушаме, продолжете. Значи, ја во животот се скинав од учење, се скинав од работење и на крај сум последна свирајка. А некој си што не пипна книга, све преку своите родители, стигна до највисоките позиции. И сега нормално човекот по природа е рационално суштество. Зошто некој си да се мачи, да создава, да прави, кога на крајот на денот, после 30 години, кога ќе дојде време да се наплати, некој си што ништо не направил, добива се, а некој си што толку си намачил, е на дното. И тоа е тоа, значи не... Така еве, според вас, младите во Македонија, што ги привлекува кон политичките партии? Па видете, ја кај што работам, 20 носители на функција беа сменети политички, а други 20 беа донесени политички. Единствен начин под еден да се вработиш, а по два да работиш и уопште да просперираш е политички. И сега кажете ми вие како може некој си намери систем да просперира кога све е политички? Разбирате, не можете, поготово за јавните институции, значи нема шанси ти колку да си најдобар човек на светот и Нобелова награда да имате, да си број еден човек, значи ако не си политички, ако решат против вас, одма се поведува некоја фингирана фиктивна постапка. Големо благодарам за вашето учество во Црвена линија, особено ми е драго еве што по нашето кажување да ви има во што поголем број, ги имаме и младите кои што еве по гласот верувам токму помладата генерација се вклучува и директно посочува со што се соочува кога станува збор за тоа каде ја гледа иднината и дали ја гледа иднината во Македонија. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Се слушаме. Да, повелете. Не се согласувам со образованието, тие што учат и тие што не учат. Тие што не учат, што се пропнале така, нема тие многу среќа во животот, во работата, во здањето. Еве земете пример нашиве, да го земам Пендаровски, да го земам Ковачевски. По сама на дискусија што зборуваат какви гафои прават овона, тие завршиле школо онака. Овај Ковачевски... Кажете ми, ве молам, зошто младите ве според вас идат кон политичките партии? Дали тоа значи со цел да ја подобрат иднината на Македонија? Мислиш што се приклучуваат во партите? Секако, секако. Па видете, тие или се слаби со образование, сакаат да се прилепат, да можат да обстанат некако, да се прилепат, да дојдат до работно место, да дојдат до ладона. Не се способни, не се сигурни во себе. Јас банката ја напуштив за да излезам приватен бизнис и успеав и се ми е како треба. И фамилија, и одно, и друго, и се. Секој тоа не го прави. Да напушиш таква институција, да одиш во огнот. Фактички тоа е приватниот бизнис, влагаш во огон. Е сега да зависи колку си способен да се справиш. Ако не ќе пропаднеш. Е тука е способноста и во науката. Ако бил он способен во науката да се изгради, темел да стави, ништо не го мрда.
Благодарам многу, еве, што дадовте одговор на нашите прашања. Продолжете да не следите, бидејќи допрва ќе вклучуваме гледачи кои што секако ќе дадат разновидна палета во однос на тоа кои се нивните одговори на денешното прашање. Тоа е, што е тоа што ги мотивира младите кон политичките партии? Дали е тоа празен стомак, полн джеп или идеали за подобра Македонија? Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав до тебе, до цела екипа, до сите слушатели што се јави и што ќе се јават. Големо благодарам. Сите станавме аналитичари, така и треба. Ја викам првото, празен стомак е. Тој што има полн джеп не оди, а идеали за Македонија, таа песната од Бајага ли беше или од Риблја чорба, се знае идеали, да не кажем песната, а знаат постарите. Него младите нема каква и да ставите тема, каква и да даде, нема перспектива на младите. Кој млади? Убаво што рече тој пред 2-3 двајца што се јавија. Ке избегаат младите, ке останеме ние постарите. Нема перспектива за младите. Еве ке ви кажам, во рок од месец дена, 3 фамилии во мој округ од 500 метра бегаат. Избега ке се одат кој во Германија, кој Швајцарија, кој во Италија. Нема перспектива за младите. Зашто? Затоа што гледаат тие од татковците, од дедовците, што се правеше во овие 33 години. Тајмер не ми ставате, појќе ќе зборам. Имате, верувам, тајмер редовно како за сите гледачи. Кажете ми, еве, некогашните генерации млади беа револуционери и секако и гинеа за подоброто утре на земјата. Имаме ли таква младина? Подруги времења беа. Јас сум мелес. Како мелес? Пола Југословен, пола Македонец. Значи, во Македонија добро беше. Како викаше Тито, со ваква младина да не се плашиме. И ние можеме така да бидеме, да немаше тие неправди 33 години. Тоа... Така, благодарам многу за јавувањето и еве добро што и гледачите сами укажуваат, оние кои што редовно учествуваат, го знаат основното правило, дека 90 секунди е времето на едно излагање. Уште еднаш, еве, веќе по неколку гледачи ги охрабрувам и помладата публика за прв пат еве да се охрабрат, да бидат поинакви, да се вклучат во контактна емисија на Црвена линија и секако да споделат што е според нив она што ги влече младите во редовите на политичките партии, дали е тоа празен стомак, дали е тоа полн джеп или можеби токму идеалот за подобра Македонија. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Се слушаме? Да, повелете. Благодарам. Значи, прво за изреката. Така? Добро, повелете. Значи вика, ова младина има ли иднина, нели? Прашање, има ли иднина Македонија со ваква младина? Тоа не е анкетно прашање. Има иднина оваа младина, зашто они се супер, само им фали Тито го нема. Тоа е проблемот за иднината. Се шегувам. А за темата, зошто младите ги привлекуваат политичките партии? Па тоа е јасно као бел ден. Видете, од осамостојувањето навака, значи, ако не сте член на партија, не можете да најдете работа. Значи, претежно се форсира, се стимулира вработување според партиска припадност. Нигде го нема тука критериумот за вредности, за квалитет и способности. Видете, да се разберем и во социјализмот, кој што вика беше еднопартиски систем, ама и таму не можеше без квалитети да се напредува, не за друго, не отиде кај тој шеф, не сака да си прави што сака, меѓутоа и над него имаше шеф. Па значи заради тоа мора да направи квалитет за да се покаже тој дека е добар, па после да напредува. Ме снаѓате? Кај нас тоа го нема. Во јавниот сектор особено, освен кај приватните, таму помалку или повеќе се знае. А ако го бидува, ќе го вработи, ако не, кој ќе му даде пари? Мора да се заработат пари. Благодарам многу за јавувањето. Еве во продолжение и подсетување дека активно учествува во Црвена линија можете да земете преку коментирање и споделување на Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија на кој што ги објавуваме темите. Продолжуваме. Добар ден. Здраво. Здраво. Голем поздрав до вас. Па, види вака.
Претежно безработица ги тера да се втеруваат у партии. Само ќе напоменам во еден период кога беше оне у Будимпешта избеганиот бегалкана. Имаше луѓе што ги познавав кои и по 5000 евра плаќа за своите работни места во поддржавна капа што беа. Еве сега можете да замислите, значи мора да се снајдат со пари од некаде да ги дадат на некој корумпиран политичар од моменталната власт и да се вработи некаде и после поддржаваат, ајде ВМРО, СДСМ, овој оној УЧК, МУЧК, таму што и да се. Значи тоа ги тера повеќе да идат, инаку у државата нема, значи работни места кои што се добро платени и таму кај што кида поддржана капа ќе биде гола вода, правен во очите бел. Затоа што плата од 25.000 ќе му дадат и ама важно стаж му текче. Тоа е многу битно, стажот. За идеали мал број се од младите кои идеали имаат у главата, претежно мислам дека левица партијата би имало идеалисти повеќе. Тоа овие другите партии само за лични. Благодарам многу за вклучувањето. Подсетување 90 секунди е време трењето на едно излагање. Секако дозволено и немаме ништо против повторно да се вклучите за да добиете нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Ве слушаме во црвена линија сте. Вака, Тина, сега, знаеш, у последниве години овие младите не ги мотивира многу политичкиве партии. Не ги мотивира. Знаеш кој ги мотивира да станат членови во политички партии? Тие што земале диплома со незнаење или со пари и иде членува некоја политичка партија за да дојде на некое место работа. Па гледаме партииве колку млади има. ВМРО колку има, тие големите СДС, ДУИ. Нема, порано беше широк спектар на млади. Сега млади ми се чини дека не се заинтересирани ни за државата, за Македонија. Не сакаат тука да работат. И, например, еве вака се замисли, што би работело овде? Ете, електроинженер или машински инженер. Абсурдно е тука да работи за 40.000, за 50.000, ете и за 50.000. А дали ви се чини еве дека меѓу младите има и визионери кои што на вистина сакаат да создадат нова иднина за своите генерации? Да, ама гледај сега, младите например не остануваат така. Јас знам многу спортисти и тоа добри спортисти што идат у странство. Што добри доктори што отишле у странство. Одма идат у странство. Тука им е мала плата, политички директор ќе му стаи од одма и бега. И тоа е. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте, повелете. Па вака се да почнеме од првото прашање, така? Да, еве според вас зошто младите и што е тоа што ги мотивира да бидат да пристапуваат кон политички партии? Па мислам дека конкретната ситуација се знае во државата заради тоа што секој е дојден во Македонија, се родил во Македонија и видел какви се ситуациите со тоа што мора да биде член на некоја партија политичка за да би се вработил. Тука настанува конфликтна ситуација што интересот е во прашање него полн джеп или идеали за подобра Македонија, така го читам тоа. Значи за идеали за подобра Македонија не станува збор. Тука ќе коментирам и за тоа повисоките политичари заради тоа што секој гледа да седне на таа фотелја за да проложи за идеалите со тоа што би го полнел джебот. А за идеали на Македонија никој не се ангажира и не се интересира. А оние со празен стомак не би биле со празен стомак ниту во Македонија заради тоа што никој не останал без празен стомак во државата и за секој има работа, доколку би можел да работиш. Има ли иднина Македонија со ваква младина? Како? Има ли иднина Македонија со ваква младина?
Па не би рекол дека има, заради тоа што кој како тука завршува и сега напушта државата. Не би рекол, секој да би се снашал за подобар живот, Така, големо благодарам и вам за учеството во ово издание на Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, гледач од Струмица. Поздрав до Струмичани преку вас. Повелете. Поздрав до сите што слушат и еве на почеток да изразам една мала горчина поради тоа што сепак доминира лошото мислење за младите или она примисла дека се тоа лицемери и млади луѓе кои сакат на преспад да дојдат. Да, последниве 30 години има стварно многу материјал за така, се размислува, меѓутоа постои една друг тип на младина која успеа да согледа дека Македонија е на тоа ниво падната, да веќе не може да се игра на таа карта и затоа колку сум јас информиран, колку сум во тек, се разбира, не претендирам на тоа, меѓутоа, следејќи ги социјалните мрежи, каде што главно младите доминират, може веќе да се види дека постои еден друг тренд да освестување и отрезнување кај голем дел на млади, кои гледат дека сепак без идеали не може нити до полн џеб да се дојде, нити до ангажман работен, нити до професионален прогрес. И затоа гледам дека, еве, нели, во некоја кампања сме веќе влезени, гледам дека кај младите од левица, како да доминира сепак таа една енергија која како да и не гледа друг излез, освен дека да, на малку повисоки, поплеменити идеали може да се темели градењето на иднина, а не на она брзо во штабот на ДПМН или на СДС, па да дојде до леп, диплома или позиција. Тоа е мој впечаток, а како веќе тоа граѓанството се го процени. И изборите ќе кажат, нели? Така, благодарам многу еве што споделивте со јавноста кој е вашиот личен впечаток. Продолжете да не следите уште еднаш. Поздрав до Струмичани кои што не гледаат во моментот. Продолжуваме со сите вас. Останати, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Хвала, благодарам многу. Ве слушаме, повелете. Сите тие трите наведени што сет, сите и влечи различно кој како замислува, дали со празен стомак или парите в джеп или идеали. Идеали малце потешко младите баш толку не размислуваат за идеали, ама на кој родител му е полн джепот, тие нема мака, тие се за тоа гарант. А за празен стомак ќе оди сранство, ќе го наполни, не е проблем. Сега не е проблем за млад човек. Секаде има работа, секаде ќе го примнат, кај да оди. Работата е што веќе во Македонија му се одмиле, не сакаат да работат никој, млади. Едно тоа, друго, лебот кој ќе се скрши, тој ќе си е скршен, не може да биде поново како што бил да го направиш, само можеш друг да направиш. А за да направиш друг, тоа треба многу труд, многу време. Не може сега одеднаш да се престроат младите, да и натераш ти на нива да одит. Пошто татко му не одел. Дедо му одел, ама ите малце, татко му ич, а тој па никако за никакви пари нема да оди. Тука. Така, големо благодарам и вам за јавувањето, за вашите одговори, подсетување, внимавајте на тајмерот. И уште еднаш еве подсетување и охрабрување, токму вас младите би сакале да ве слушнеме во издание на Црвена линија, па вие лично се разбира од ваш агол да дадете одговор на ова прашање, што денес го поставуваме до сите вас, односно што е тоа што ги мотивира младите да пристапат кон политички партии, дали тоа празен стомак, дали тоа полн џеп или идеалите за подобра Македонија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? Да, во Црвена линија сте, повелете. Намалете го тонот на телевизорот. Намален е сосем. Добро, повелете. Намален е. На кого му се жалиме и од кого се жалиме? Сите сте виновни ние во оваа држава.
2001 ова што се деси на Македонија не можеше да и се деси ни во Турско. Од бракот меѓу Лјупчо и еден друг Джафери се роди Учака и Али Ахмед. А зошто младите пристапуваат во политички партии според вас? Младите не знаат кај да одат. Видете, школството во Македонија е сведено на нула. И сега младите немаат друга можност, мора да пристапуваат кон партиите заради да се вработат. Иначе вработување нема. А и кај ќе се вработа во кое стопанство? Да ви кажам за Битола. Постоја шекерана, пивара, квасара, фрижидери, Зик Пелагонија, Лозар Битола. Од ними нема ништо, сето е то на нула. И сега, кому ќе се жалат ти и кај ќе барат и од кого да барат, да бидат примени на работа, а треба да обстанат и да живеат, некој ќе има фамилија, а да чека на пензијата од татко му или од мајка му, која е два и А имаме ли младина кој што може да смени оваа ситуација и да создаде нова иднина? Многу тешко може да смени ова младина. Така, благодарам секако и вам за одговорите. Малку ќе ве префелам секако на Facebook, а и ќе ве подсетам дека она што не сте го кажале и сакате секако да го искажете во однос на темата за која што зборуваме, можете да го направите на нашиот Facebook профил Црвена линија. Значи, нашата објава е вака, како сега ќе можете и да видите, верувам, за да можете нели во продолжение да допишете преку коментар. Дали ќе може да покажеме? Најверојатно не, но јас еве ќе прочитам еден од коментарите. Дени Ади напишал: старите се причина поради која младите кај нас ни можат ни сакаат да бидат иднина на оваа земја. Приказната се повторува постојано. Повторно тие старите сега на изборите ќе им ја скројат судбината на нивните деца. Ништо не научија тие старите од минатото. Коментираат сите до еден дека политичарите не чинат и пак ќе гласаат за истите лица. Ќе ги казнат своите деца да одат да бидат робови и слуги во Германија и Европа, а овде се фатиле како пијани за плот, едни за ВМРО, други за СДСМ, и едни за ДУИ, како од нив животот да им зависи. Старите во оваа земја треба да го изгубат правото на глас, затоа што се политички неписмени. Лажниот патриотизам, најверојатно, а уште повеќе национализам, ги заде тие генерации. Новите генерации не можат да се освестат од оно што им е оставено во наследство. Затоа нивната иднина е Европа, а Македонија ќе биде само нивна пуста желба и неостварен сон. Па има ли иднина Македонија со ваква младина? Добар ден. Ало, добар ден. Липчо, голем поздрав до вас. Повелете. Па, фала и до вас исто. Ако ги смените родителите, има. Ама се додека родителите не се сменат, мислам дека е тешко. Ја целиот проблем го гледам од родителите, да ти кажам право. Бидејќи ние родителите сме тие кривците затоа што децата ни се такви вакви како што се. Знаете зашто? Ние знаеме да ги насочиме децата. Да ги поддржуваме кога прават глупости и она нивното глупо однесување. За све е нормално, све оправдуваме. И мислам дека тука треба да се почне. Треба убаво таму напишал тој што беше, што го читате, дека да проблемот лежи во нас по старите. Затоа што ние не знаеме да ги насочиме децата. Дали ги насочуваме децата да стекнат навики, работни навики, дисциплина во животот? Не. Кога не учат, ние одиме у школа и ги поправаме оценките. Ги форсираме на факултет, учи сине, за да не работиш или кој ќе дојде време за да работи, му викаме бегај, тука не чини, оди, бегај си. Ја ова го кажувам од искуство, ја имам 3 деца, сите се тука. И сите работат во приватни фирми. Меѓутоа, кога ќе ми отворат темата дека треба да се оди надвор, ај го прашам, ај кажи ми што ќе добиеш со тоа што ќе одиш надвор. Ајде пристапот кон политички партии, дали размислуваат вашите деца? Да почне све од нас. Или го бутка оди у партија, полесно да се вработиш, наместо да го бутка доди да работи. Па тина, Ван Хол ви бара работници со билборд. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме Црвена линија?
Добро, јас ќе продолжам секако со коментарите, па ако го имаме гледачот слободно нека кажат добар ден или нека се пријави. И секако продолжете и понатаму преку коментари и споделување да бидете активни и на Facebook. Борче Јовановски напишал: изградивме скапан систем, ни нуклеарка не го руши. Потоа допишал: ден е денес на лицата со Даунов синдром. Анида Крстева напишала: младите се иселуваат од Македонија од неправедности и мали плати, со кои дали ќе можат да се прехранат, а за останато да не зборуваме. Жално за младите. А што е тоа што ги мотивира според вас младите кон политичките партии? Дали е тоа празен стомак, полн джеп или идеалите за подобра Македонија? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на црвена линија, повелете. Благодарам. Прво, мора да признам дека денешните млади не се трудат да научат нешто. Имаме ние школовани деца со не комплетно знаење за она што учеле. Сега, спасот го бараат во политичките партии, ќе лепат плакати, ќе бидат потрчковци на политичките партии за сметка на тоа да ги запослат. Меѓутоа, нивно запослување е од краток век. Ќе го запослат 3, 5, 6 месеци и после ќе го избркаат. Еднаш за секојаш мора да се цени умењето, знаењето. Затоа што сега веќе не сме како некогаш социјалистичка, комунистичка, не знам какво уредување, сега е капитализам. Мучини ще држи народа, не мучини ќе те избрака, не политичка партија кој сака нек те запосли. Но од скочната даска секогаш е кај политичарите. Со тоа фактички они си стварат гласачко тело за секој избори. Они однапред знаат колку членови ќе гласаат за нив. Има направено математика, ево само ќе ви кажам еден пример. Господинот Груевски рече: што има веќе оваа зграда која изгубиме, беше спор околу некое сечење дрв, имаме тука само 6 гласачи. Знае точно во која зграда колку гласачи. За 6 гласачи вика, руши вика све. Нема веќе што ќе ги изгуби. Сакам да речам, политици. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Уште еднаш благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, ти е Игор од Битола. Игор од Битола, според вас што е тоа што ги тера младите да пристапат кон политички партии? Па јас со моја гледна точка, јас морам да на партија. Морам да на партија да гласам. Ме бараја уште од порано, уште имам гласано и за Бранко Црвенковски, и за сите имам гласано. И морав додам кон мала партија, морав додам. И по ВМРО Риваев да слема прска во која, морав додам. Имав и членска картичка, одев во партиите и гласав. Морав додам од мал. Зошто морав тебе? Зарем не сакавте? Јас сакав додам, ама ме бараја да гласам, за гласо и ке ме... Верувате ли дека еве младите всушност може да создадат одлична иднина и услови за новите поколенија, па дури и за самите нив во оваа земја? Да. Верувам за оваа иднина, верувам за... Во Македонија може убав живот има, може да има убав живот ако има пари, ама да просат луѓето за пари, да нема од месец од 1 до 30 да нема пари, тоа е тешко. Јас работам и така заработувам, така живеам, што работам и живеам. Ако не работам, не можам да живеам. Нема, ќе барам по улици пари, ќе барам и така. Благодарам многу, Игор, за јавувањето во црвена линија. Продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во црвена линија сте, повелете. Младите што треба да сторат? Младите кај треба да одат? Јас ќе кажам личен пример мој. Моето село е Долно Дивјаци. Татко ми мој, тоа сакам да кажам, родителот е темел на државата. Он што ќе произведи, така државата ќе оди нагоре. Јас, например, татко ми што ме васпитал и како сме раснеле тамо во сиромаштија, до 15 години сум се задржал тамо и така, 16 или колку беа, таа диплома што ми ја даде татко ми, ја имам сега економски факултет, пред ќе фрлам ова што е од економски факултет,
од татко ми ќе ја задржам. Така ме усмери, така ме упати, така ми кажа се и се што во животот како треба да се движам, како да поштувам, како да работам и успеав и стално ќе се присетам. Немој вика да излажиш, немој да украдиш, немој ова, немој она, а да работев не се и се што како дете. Работев како маж од 30 години. Затоа викам, таа диплома ми е многу појака негова. Односно, таа диплома ми дава се нагоре. И затоа не се плашам кај да Ајде, младите зошто пристапуваат кон политички партии? Како? Младите зошто пристапуваат кон политички партии? Видете, младите кои не се осеќаат сигурни, се тие ќе пристапат во политика. Така. Благодарам многу. Подсетување, тајмерот е 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Повелете, ве слушам. Благодарам. Добар ден, Тина, добар ден на гледачите. Пошто ја пратам ова програма, моментално баш е интересна и реков ајде да се јавам. Драго ми е, многу верувам, не и последен пат. Да. Се јавам од Холандија. Па, јас сум почесто во Македонија и претежно имам контакти со такви студенти и помлади луѓе, така да имам некое мислење. Што да задржиме темава на разговор, зашто младите, па видите, по моје мислење, значи тука можам само да кажам, политиката ги наведи на такво нешто, ако збориме реално. Затоа што не оставија простор на младите со време, значи со години зборам, не зборам сега година и две. Значи не им оставија простор на младите за да дојдат во иднина и они нешто да се грижат за државата или да ја водат државата. Имаме кадар. Ако слушам дека некој вика нема кадар од младите, имаме ние добри студенти. Значи политиката ги преплави, медиумите ги преплави со политика. На секој канал е политика и младите го одбираат полесниот пат. Значи полесниот пат е партиски за вработување, што кажуваат и другите гледачи. И тоа е тоа што младите го одбираат за полесно вработување и друго ништо. Еве во Холандија младите имаат ли аспирација да бидат дел од некои политички партии? Тина, овдека политички партии не ги интересира. Ако прашате вие студенти кој е премиер на Холандија, поима нема. Така, големо благодарам и за одговорите и сега кој е низ ваше лично искуство што направивте една паралела токму помеѓу она во Холандија, односно младите, како што напоменавте, воопшто не знаат за политичките партии. Но како и да е, ние се навраќаме овде повторно во Македонија и ве прашуваме сите вас, особено вас младите, што е тоа што е мотивација кај младите да пристапат кон политички партии, да е тоа празен стомак, полн джеп или пак можеби токму идеалите за подобра Македонија. Добар ден. Само да се доискажам. Слободно. Види, вака сега родител си. И син ти завршил, знаеш, со 9-ки, со 10-ки факултет, електро или машински. И сега што беа символ на средна класа, железница, ЈСП, пошта. Сега, кој родител би си го запослил таму за 50.000 плата. Ја не би сум го запослил. Не, ја така размислил. И ни 50.000 плата не зимаат. Тоа е. Таа Југославија имаше овакво, стварно бенефит у таа држава многу. Денеска политичариве наши трите партии ништо не направија за тоа, нешто да се подроби економската ситуација на државата. Поздрав ти на пријатно. Поздрав, благодарам многу. Секако ќе ве префрлам сега повторно на Facebook уште еден коментар од Јованка Милошевска која што напишала: за жал мотивацијата на младите за политички партии се полните џебови. Нема семејство што нема барем еден член во странство. Така што Македонија нема иднина со младина каква и да е. Ќе ја снемува полека. Полека ќе останеме ние постарите во земјава. За жал. А што е тоа што ги мотивира младите кон политички партии? Да слушнеме какви одговори ќе кажат гледачите. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот пред се. Јас сум во програма. Да, но намалете го тонот на телевизорот. Тоа исклучено. Не знае дали сум јас. Добар ден и убав ден. Најубав ден.
Сега што ги мотивира, сите сме гледаме и реално да кажеме финансиите. Вие видите сега кога ќе дојде еден пратеник 4 години, сега не знам дали 4 издржа, може на 2-3 години, обавезно купува еден стан, може би и 2, сега карикирам. Не мора да значи точно затоа карикирам, меѓутоа вие кога ќе видите такво нешто, па секој го сака тоа. Да бидеме сега реални. Ја не, може би не е среќата сега од тоа да речеме, меѓутоа реално кога ќе видите дека некој го користи буџетот на граѓаните, значи буџетот го пунат граѓаните. И сега политичките партии доаѓа пратеник и сите гледаме кола, стан, еден, два, ли што ти ја знам таму, луксус, како се облака, како троши, каде се движи, да не навлегувам онако, сите гледат. И сега си вика, зашто? Значи, што е тој попаметен од мене? Вие имате пратеници со 2 пати не се јавиле. Идат само таму, взимаат патарина, взимаат хранарина, јадат таму живо џабе, народот плаќа. Значи сите се свесни веќе младите. Не се толку, како да кажам, да не. Сите гледаме и сите. И секој сака нормално. И да ви кажам со овие листи, ја таму не знам, ти го става еден познат на една листа и како викат старите, еден оди, 100 води позади, никој не ги познаваш и тие влагаат пратеници во парламент. Значи, додека не се направи нешто, една изборна единица, секого посебно да... Благодарам многу за јавувањето. Ево уште еден коментар. Весна Стефановска го има напишано следното. Младите немаат никаква идеологија, не знаат што е идеологија, а у партија нити има иднина, а идеологија па ич. Да се научиш да крадеш, затоа се иде во партија. А што е тоа според вас што ги мотивира младите кои што пристапуваат кон партиите? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добро. Ке се пријави гледачот секако, а во продолжение ќе прочитаме и уште еден коментар. Денија Ади повторно во продолжение пишува: сите што одат по штабови треба веќе да почнат да се срамат од тоа. Штабовите се исто што и коцкарниците. Срам е денес да дозволите вашите деца да имаат да чмаат по штабови и да прават планови како да го победат своето другарче од другиот штаб, за после да бидат поголеми мангупи додека се на власт. Свесни ли сте колкава срамота е ова за земјава? Знаете ли дека во Европа и Западот младите воопшто не се замараат со избори? Со тоа се занимаваат само оние кои мислат да бидат дел од политика, а другите си тераат свој живот. Сите вие постари кои имате деца, проверете дали ви одат по штабови, веднаш реагирајте, затоа што нема поголем срам тие дечиња да се движат во такви места каде што некој однапред предодреден функционер им пере мозок, дека ќе биде подобро, а дека другите се лоши. Тие се исти. Тие се врзани меѓу себе, нив ги поврзува криминалот, а вашите деца се само алатка која најпрви не ја сетираат да работи по нивно, потоа ја злоупотребуваат и кога нема повеќе да им треба, ја отфрлаат од себе. А ние во живо, во црвена линија, во продолжение ве прашуваме што е тоа што ги мотивира младите кон политичките партии, дали е тоа празен стомак, може би полн джеп или пак идеологијата, односно идеалите за подобра Македонија. Добар ден. Добар ден. Јас уште еднаш и ќе подсетам, најверојатно другата страна има мала блокада, но не секако можете активно да дадете одговори на ова прашање. Уште еднаш ве подсетувам тука некаде пред рекламите во црвена линија да не заследите на Инстаграм и да дадете одговор има ли иднина Македонија со оваква младина. 2 опции за одговор, да, не кликнете на Инстаграм стори. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина, ако ме слушаш. Да, повелете, во црвена линија сте. Вака, Тина. Младите се слушаме, така? Да, продолжете. Вие велите треба темата што е тоа што ги мотивира младите да бидат во партија. Тука имате разграничување. Знаете кои млади се тие? На тие денешните што не владеат или на било кој ќе дојдат. Тие млади таму одат во партиите за утре да биде започнење администрација, што тие
За нас, моите деца, бидејќи не сум ја ни пратеник ни ништо, се иселија од оваа држава. Затоа вие мислите дека имат младите сакале додат. Кои младица се прашуваме? Јас убаво ви кажа, 2 деца мои се во Германија, да речеме, си отидоја. Џабе му факултети одбеки. Овие со купени дипломи, че не владеат и затоа ни е ваква државата. Нажалост, тоа е вистината. Еве, имаме ли младина кој има потенцијал да ги смени овие работи во иднина? Нема шанса. Нема, тие се полтрони на татковци му, на мајки му, на татковци му полтрони. Кој ќе ја смени? Не, тие се учени, ако знаеш што е копанка, на копанка само да јадат на готова администрација и се. Благодарам многу за вклучувањето. Сега веќе дојде времето и за рекламите. Повторно со црвена линија по рекламите да погледнеме инстаграмџи какви одговори дадоа. На прашањето има ли иднина Македонија со ваква младина, со да одговорија 23%. Со не одговорија 77%. Активно учествувате во нашите анкети, следете на Инстаграм, на Фейсбук и на X, а во продолжение секако станува да ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во црвена линија, но и секако да посочам да продолжите да следите Телма телевизија, да останете со мене за многу кусо време. Некој од вас денес може да освои нов телевизор, така да се гледаме за кусо време.